Како и кога започна со работа Преспатекс? Во 1958 година во Ресен се формираше конфекцијската фабрика која се викаше Пелистер. Поточно не би можело да се говори дека е тоа фабрика, туку конфекцијска работилница која запослуваше околу 60 работници. Работите одија со поголем или со помал успех. Се стремевме за поголеми работни успеси. Тешкоти имаше насекаде, понекогаш во производството, понекогаш во пласманот, што е нормално за една фабрика која ги прави првите своји чекори. Колку години работите овде? Па тука јас работам 15 години, од 63-та година. Како вие гледате за тие 15 години, како го гледате развојот на фабрикава? Па развојот скоро многу брзо се развива нашава фабрика. Од некаде околу од почетокот 58 година од 10-12 работници дојдовме до 470 работници. Сега ги има во моментов 500 вработени. Да, 500. Дали беше тешко? Па тешко беше, многу тешки денови помина, али сега е подобро. Колку време работите? 6 години. Кога, значи, поточно вие 71 година се вработивте? 71. Како изгледаше во тоа време фабриката и како сега? Па фабриката беше помала, сега е нешто поизмената. Повеќе имат машини. Како вие успеавте? Па успеавме со големи собствени сили наши, снаги, работевме прекувремено, на саботи, недели и све, како да имаше потреба. И така со доаѓањето на новото раководство тука после ние пене во принудна управа, кога дојде новото раководство, нагло се проширивме и работата тргна. Во 1970 година, односно 71, дојдовме на идеја да работиме вештачко крзно, бидејќи тоа го налагаше современата технологија и пазарот, било дома, било во светот. Сакаме да кажеме дека моравме да одиме во чекор со се она што се случува во светот, особено со развојот на технологијата кај нас, бидејќи единствено на тој начин можевме да зачекориме во еден поинтензивен развој, да го зголемиме производството, кое нормално зависи од пласманот на стоката. Свесни дека вештачкото крзно може би не во тој момент, но во наредните години ќе стане баран артикал, ние појдовме по тој пат, иако трнлив, имаше доста проблеми кои требаше да се решаваат и ги решававме. Во 1970 година ги добивме машините и почнавме да нормално работиме. Од кај добивате оваа сировина? Ова сировина што моментално ја сеќам, таа е лично наше крзно кое го отворивме пред 3-4 години овој нов погон и лично ние го произведуваме ова вештачко крзно. А вештачкото влакно од каде го добивате? Го добиваме од Охис, Скопје, од Јапонија и од неколку други странски земји. Што произведувате овде? Овде ние произведуваме вештачко крзно и ги произведуваме сите видови на вештачка крзна за пчеларската индустрија, текстилната индустрија и за широката потрошна. Разбирливо дека новиот начин на производство не можеше доволно и брзо да се совлада, но ние секогаш пред очи ја имавме и ја имаме нашата девиза да одиме напред, да успееме и во тоа цврсто веруваме, а сега сме сосема уверени дека кога има желба и вложен труд, резултатите не можат да изостанат. Според вас, само работата и само со работа може до резултат да се Да, дојде? само со работа, со ништо друго. Оние кои пропаѓаат, од што пропаѓаат? Од неработа, од неработење. Ако се работи, нема пропаѓање, јас така сметам. Покрај сите наши напори
да се зголеми производството и пласманот на стоката, во ниеден момент не заборавивме на работникот и неговото место во нашиот самоуправен социјалистички развиток. Иако со доста големи тешкоти и одречувања, сепак успеевме нему да му го дадеме, поточно да му возможиме да го најде своето вистинско место во производниот процес и во самоуправувањето и одлучувањето. На нашите работни состаноци, работниците се тие кои сами одлучуваат што ќе се работи и како ќе се работи. Дали работниците ги користат своите самоуправни права во... Да, работниците ги користат и работниците се доста со сите акти што се носат упознати во предпријатието. А дали се активни? Активни, да. Активни се и не жалејќи го својот труд работат и ден и ноќе, би рекол. Вие сте председател на младинската организација во фабриката Преспатекс во Ресен. Како младинската организација се вклучува во процесот на производството и во самоуправувањето? Младинците се вклучени скоро во сите програми тога во самоуправните органи на управување. Младинци има околу 90% се претежно младинци во текстилната фабрика. И сите ги извршуваат своите задачи солидно и на време. Ова е фабрика на млади. Дали сте задоволни од работата? Задоволна съм от работа. Што мислите, што би требало уште да се направи па да биде поубаво? Треба повеќе да се работи па да биде поубаво. 17 години. 17, многу млада, Млада? па и сите во фабрикава се млади. Да, има и стари, повеќето се млади. Дали сте задоволни од работа? Задоволна сум. Дали би требало уште нешто да се направи па работиве подобро да одат? Повеќе да се работи за да изврши поголема норма, па да е подобро за работа. Младите се вклучени скоро во сите самоуправни органи. А во производството, нивните усилби дали се спремат за поголем напредок? Па и во производството се вклучени, па ево и сега имаме доста наградено добри младинци и младинки. Колку години имате? 21. А од кога работите во оваа фабрика? 6 години. Дали сте задоволни од работа? Да, задоволна сум. А од другарите? И од другарите исто Пријателките? така. Да, исто така и од пријателките сум многу задоволна. А иначе, јас и учам средно економско училиште, сега сум 3-та година, а тука ми овозможуваат да се сменувам во тие денови што слушам на училиште. Иначе, работата ми е многу убава, пари добро земаме и така. Има едно осетливо прашање, дали сте задоволни од примањата? Па сметам да се доста задоволни во моментот. Вие лично? Па и јас сум доста задоволен. Доколку работите повеќе, може и повеќе да остварите. Да, колку заработам, толку остварувам повеќе. Никој не ми ги зема парите. Во моментов на нашава фабрика се вработени вкупно 510 работници со просечен личен доход околу 300.000 стари динари. Нормално, тие можат да заработаат и повеќе, доколку уложат поголем труд и ја натврлуваат дадената норма. Но покрај овие производни резултати, треба да кажеме и тоа дека делуваме на планот на проширување и подобрување на општествениот стандард во фабрикава. Затоа ние изградивме и опремивме амбуланта за нашите работници. Исто така во фабрикава има и општествена исхрана од 1972 година. За сите 3 смени имаме обезбедено топол оброк. Деновиме пак планираме да ја отвориме и новата просторија за општествена исхрана, која е современо опремена и наполно одговара на потребите на работниците. Вие мислите и да го проширите погонот натаму? Да, сметаме да го прошириме и према нашите планови до 80 година некаде планираме да бидеме над 1200 работници. Дали досегашните успеси и сето оно што сте го постигнале досега значи дека стигнате до целта, дека натаму нема каде да одите? Секако во случајов ние никако не можеме да мислиме да останеме на ова што досега го реков. Да се задоволиме со она што досега го постигнавме и со досегашните успеси. Туку и натаму мислиме
да ја следиме нашата основна девиза за развој и сметаме дека на тој начин не само ние ќе одиме напред, туку тоа ќе биде успех и за целата наша општина Ресен, бидејќи на тој начин ќе се отворат нови работни места, што е многу важно за наша општина и целиот крај. За развојот на самоуправните односи во работната организација не е само значајно да се оствари што поголем приход и поголем личен доход, туку да се владее со целокупниот доход. Кога ова го говориме, мислиме на тоа дека работникот мора да се интересира и да знае за целиот приход, за неговиот удел во тој приход и за остварениот со работа бруто личен доход. За да биде заинтересиран работникот, мора целосно да биде информиран за се што се случува со доходот и со неговата распределба. Маков чекор кон целосно информирање направен е во фабриката за фротир Кајнини фротирка од Делчево. Се наоѓаме во една од салите за состаноци во фабриката фротирка во Делчево, а тема на овој прилог, што ќе го гледате во наредните минути, е информирањето на вработените во оваа фабрика. Односно, повод за овој разговор беше нивниот предсметковен лист и билтенот кој излегува и кој го добива секој работник на крајот од месецот заедно со вкупниот личен доход што го прима. Јас би поставил прво прашање, како вие дојдовте на идеја да направите еден ваков билтен, кој сигурно во овој момент во нашава република е единствен и најверојатно ќе послужи за примери за други работни организации. Видите, Фротирка е работна организација која по големина е втора во општината. Вкупно вработува сега со проширувањето, со последните примања работници на обучување околу 600 работника. За да може да се секој работник информира, за да може да биде запознаен со своите права и обврски, на некој начин замислувавме да тој може да биде информиран преку едно вакво гласило, како што е информативниот билтен, за кои идеи постоја уште порано, меѓутоа со реализација почна во почетокот на претходната година и досега, иако како скромен на неколку страни, меѓутоа проблематиката која ја третира е таква да е интересна за работниците. Исто така со овај делегатскиот систем се јави една потреба од пошироко информирање на делегатите кои на своите седници решаваат за одредени проблематики за финансирањето на интересните заедници, за проблемите кои тие интересни заедници ги решаваат. А идејата од каде потекна? Дали потекна од, мислам, од раководниот кадар или од оздола од самите работници? Идејата, ја мислам дека повеќе од самите работници потекна заради тоа што во прво време ние покушавме да ги информираме работниците на собири на работни луѓе, меѓутоа бидејќи тие поретко се одржуваат зависно од потребата кога се јави и
порано се известуваа работниците преку овие анализи кои се правеа за работењето, али тие бидејќи беа само по периодична или по завршна сметка, тоа беше многу повеќе вака чисто, како да кажам, работа која не можеше да ги опфане и најосновните проблеми, како што е случај во билтенот кои се публикуваат. Добро, за да тоа мислам за ефикасност на билтенот ќе поразговараме со други работници. Уште едно, дали вие мислам конкретно тешко да направите еден ваков билтен? Дали брзо го правите и дали ви одзема многу време на работа, како работна организација? Изработувањето на билтенот не ни одзема многу време затоа што податоците кои се публикуваат во истиот ги изработуваат службите кои за одредена проблематика се задолжени. Меѓутоа треба само на крајот сите тие податоци да бидат средени на едно место, како што е билтенот, и заедно со личниот доход која се доделува пресметковниот лист на работникот за нето личниот доход, за сите задржувања, се доделува и тој информативен билтен и пресметковниот лист за бруто личните доходи, за сите придонеси кои работникот ги прима, за да може тој да биде информиран за проблемите и за постигањата кои се во текот на дотичниот месец за кој се изработува билтенот постигнати, за седниците кои се одржани на работнички совет, одлуките кои се донесени и за одржаните седници на општествено-политичките организации. Сега, другар Димитровски, вие сте главен мајстор во ткачница, а воедно сте ја водите од делегациите од ваша работна организација. Да. Ве молам, колку вас ви користи овој информативен билтен за работата на делегација? Видите, нас многу ни користи информативниот билтен за тоа што досега порано го немаше, меѓутоа сега со тај билтен ние имаме така, се обавестува секој работник, секој граѓанин, се обавестува и собранието кога одиме на седници на Здружен труд и на сите други собири. Во нашиот билтен се состојат сите показатели за каснење на работници, за наградување на работниците, за кои се најдобри работници, кои се најслаби, се истакнуваат и се погледнуваат сите на таблата, го истакнуваме така што се истакнуваме на таблата, на оглас табла, меѓутоа го има секој вработен од фротирка, бидејќи нашата општина има некаде околу 22-23.000 жители, меѓутоа ние сме веќе над 600 работника, имаме секој вработен, скоро на секи 5 има по еден вработен. И затоа овај билтен на нас ни многу служи, затоа секој информира што се доgodува во нашата фабрика, што ќе биде. А посебно вие што сте во делегација, посебно нас ни служи за тоа што таму знаете за што гласате. Секој пат ние знаеме зошто гласаме и што добиваме и што губиме. Во што е тајната на овој билтен? Прво што е и најважно, овој билтен е многу краток и излегува најмногу на 5 страници. Првиот дел се состои од придонесите што по најразновидни основи се одвојуваат од бруто личниот доход на работникот поединечно и на организацијата во целост. Овде секој вработен на крајот од месецот може да види колку од неговиот личен доход е одвоено за пензиско и инвалидско осигурување, детски додаток, за образование, за здравствена заштита и за непосредна детска заштита, како и за вработувањето. Вториот дел од овај билтен ги информира работниците за тоа колку тој месец работната организација платила за сировина, електрична енергија, месечни службени патувања и репрезентација. Третиот дел од билтенот ги информира вработените за работата на општествено-политичките организации и самоуправните органи. Овде не се говори само за одржаните состаноци, туку и за конкретните мерки кои се превземени во нивното извршување. Тука се имињата на најдобрите и на најлошите работници, како и на оние што тој месец најмногу доцне на работа. Сето ова напишано јасно и само на 5 страници, навистина представува пример како може и треба да се направи практична и содржинска информација која може само да им помогне на вработените. Пред билтенот никој работник не знаеше дали својата организација работи со загуби или работи со добри успеси при работењето. Затоа по излегувањето на овај билтен сега сите работници знаат
што се дешава во фротирка и како се работи. Сега беше пракса кај нас да се дава само нетоличниот Само доход. лични доходи. Е тоа колку влијае врз информирањето на работниците, што мисли? Тоа јас мислам дека многу влијае ради тоа што секој работник знае секој динар каде оди. Колку заработува бруто личен доход, колку зема личен нето личен доход и колку проценти во кој фонд колку иде. Да. Друга ке Спасовска, вие сте исто работничка во Полон Качнис. Каква е ефикасноста на билтенот? Дали овој ви одзема многу време во Ефикасноста од билтенот за нас е многу важна, затоа што билтенот пред една година излегува во многу кратка содржина, додека порано ние билтенот го добивавме еднаш или два пати годишно. Тоа е на шестомесечје и на крајот на годината. А сега е во кратко многу составени и знаеме сите ситуацијата каква е во фабриката. На кратко, не губиме време да го прочитаме и секој може да го прочита, додека порано многу ретко кој ќе го прочиташе билтено. Дека поголемие, однесе го дома и го потврли. Така, а сега не беше ни јасно напишано. немаше ни јасно, некој работник не ги разбираше, секој работник не ги разбираше, додека сега е јасно многу. Пред малку вашата соработничка рече дека билтенот е краток и многу лесно се чита. Колку луѓе го читаат овој билтен овде? Дали се вработените? Овој билтен не само вработените го читаат, него читаат го и повеќе луѓе, пошто во Фротирка има доста запослени, а тоа е мало градче и затоа сите можат да го прочитат овој билтен како се добива личен доход и Значи за состојбите во ваша фабрика знае практично цело Делчево. цело Делчево и цела општина, имаме многу запослени. Сега се гледа секој, порано се взимаше помаленки плати, не знаеше кој до каде стигнува. Меѓутоа сега по информативниот билтен секој знае колку е заработил, дека секој ќе го надмине другиот другар. Затоа имаме разлика за тоа што секој се надпреваруваат на секое работно место. Меѓу резултатите кои се постигнати во минатата година, зголемен е физичкиот обем на производство при исти капацитет, со поголемо искористување на капацитетот за 26%. Продуктивноста е зголемена некаде за 19%. Другите резултати кои се во 1977 година остварени од работењето, за кои до сега знаеме, бидејќи годината е завршена, иако завршната сметка не е конкретно готова, меѓутоа и финансиските ефекти ќе бидат во однос на 76 година многу поповолни. Према тоа, јас мислам дека една од заслугите може да му се даде и на тој билтен, односно самото информирање на работниците. Информирањето е важна компонента во извршувањето на задачите на вработените во било која и да е средина. Не е случајно и Законот за здружен труд тоа го обработува во посебно поглавје. Меѓу другото, во членот 546 се вели: органите на организацијата на здружениот труд должни се да им обезбедат редовно, навремено, вистинско, целосно и според содржината и обликот достапно известување на работниците, и тоа за целокупното работење на организацијата на здружениот труд и нејзината материјално-финансиска состојба за стекнувањето и распределбата на доходот и користењето на средствата. Фротирка од Делчево на најдобар начин во практика го спроведува овај став на Законот за здружен труд.